реките многу важни за биодиверзитетот воопшто, бидејќи тие се прво природни живеалишта за голем број на растителни и животински видови. Значи живеат таму голем број на растенија и животни. Исто така тие обезбедуваат, реките обезбедуваат и питка вода, како за нас луѓето, така и за голем број на животни, а користат исто така и за наводнување за самите растенија. Значи земјоделците користат за наводнување за растенијата. И трето што може да кажем, тоа е и природен извор на храна за многу видови на риби, птици, а исто така и за нас луѓето. Па мислам од еколошки аспект, институционално и граѓански ние не водиме никаква грижа, бидејќи самата слика, како што рековте, покажува. Доволно е да одиме до некоја река и ќе ја видиме сликата. Голем број на отпадоци, може да најдеме и стари автомобили, некоја бела техника, гуми, растенија, прачки, жбунови, значи речните корита воопшто не се чисти. Јас мислам дека тук се криви и самите граѓани, но и институциите. Од граѓански аспект ние фрламе премногу количини отпад во речните корита, исто така земјоделците, да кажеме, загадуваат преку прскање, загадувајќи ги подпочвените води, а така и површинските води во кои спаѓаат и реките. А голем проблем представуваат и самите хидроцентрали, односно користење на водата на повеќе отколку што е потребно и необезбедување на биолошки минимум што е потребен за да живеат растенијата и животните во овие речни корита. Исто така институционално може да кажеме, од друга страна пак институциите не ги казнуваат доволно самите загадувачи, како физички лица, така и оние што се индустријски капацитети кои испуштаат отпадни води во овие речни корита, а самата казна не е соодветна или воопшто ја нема спрема она што физичките лица или институциите ги прават или ја нанесуваат врз животната средина. Исто така нема и редовно чистење на коритата, самите институции треба тоа редовно да го вршат, но тоа не се случува на терен, при што ни се случуваат и големи поплави. Самите институции се тие, значи институции кои управуваат со овие речни корита и има кај нас надлежни институции и треба да ја вршат редовно контролата и чистењето на овие речни корита. Според нас, прво што мислам дека недостасува е соодветен и правилен мониторинг систем, за да може ние да ги утврдиме изворите на загадување, како и самите загадувачи. Со детектирање или идентификување на овие извори на загадување или на загадувачите, ќе може и правилно да интервенираме во животната средина. Значи, ќе можеме да превенираме или пак, ако се случи некоја непогода, ќе може да ја санираме. Но исто така може да ги детектираме и самите загадувачи и соодветно спрема направената штета врз животната средина и да ги казниме спрема законските норми. Па добро, би порачал на сите граѓани, знаеме нели дека реките може да кажем дека се еден крвоток во државата. Ако ја загадуваме реката, ние ќе немаме здрава држава. Затоа би препорачал на сите граѓани да ја овозможиме на реките да си со зачувување на чиста и питка вода и зачувување на реките, да ви овозможиме да си ја вршат основната функција и да може ние како луѓе, а и целиот животински и растителен свет да опстане вршејќи реката нејната основна функција.